Јавното предпријатие Куманово паркинг ќе го намалува сообраќајниот метеж со воведување Б зона и составање во функција на уште едно возило пајак. Директорот на предпријатието Сашо Петрушевски информира дека се изготвени проекти за Б зона на неколку локации во градот. Делка е улицата Бајрам Шабани, поток Серава и паркинг просторот пред градскиот базен. Според извршените анализи, бројот на паркинг места би се зголемил од 300 до 400 во Б зоната, а зона располага со 580 места за паркирање. Пред градскиот базен тоа советот ни го додели како имот на стопанисување на јавно предпријатие Куманово паркинг, да. И после завршување на сите правно-формални процедури и дозволи од релевантни институции, во пролетниот дел ќе настапиме и со исцртување и изголемување на беззон. Значи, јас и од прв ден, вие сте сведоци дека и на совет и во било која прилика ја користам дека со поставување на беззона ќе се растерети А зона. Тоа е сообраќајна пракса, е правило и ќе им овозможиме на граѓаните на општина Куманово да циркулираат многу побезбедно и сообраќајниот хаос да го растеретиме од централното градско подрачје. Со пајак возилото просечно на дневно ниво се отстрануваат од 15 до 20 возила, со што се придонесува да се намали сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, велат надлежните. Има амплитуда, значи во зависност од деновите, во зависност од гужва, односно околу гравитација на возилата во централното градско подрачје, и мислам дека ние во соработка со полиција, бидејќи рак рана е пајак служба секаде и па и во Куманово, допринесуваме да се расчисти сообраќајниот хаос. Значи, и имаме успех во тоа, имаат податоци од СВР Куманово во однос на 2021 и 2022 година за сторени прекршоци, за расчистување на сообраќајниот метеж, посебно во градското подрачје во централното, и ние како јавно предпријатие даваме допринос да луѓето кои се во сообраќај во централното градско подрачје можат да го избегнат метежот. Старото возило е функционално, значи комплет е сервисирано, со тоа што не беше сервисирано 10 години, 2 месеци го однесовме на хидраулика сервис и на механички сервис, значи возилото е во возна состојба и мислам дека во наредниот период ќе разговарам со началникот на СВР Куманово како би можело со 2 возила да допринесеме во расчистување на урбаниот хаос. Од еден од најголеми загубари како јавно предпријатие, денеска можам да кажам дека во тек изготвување на завршна сметка ние ќе бидеме со позитивно работење, со тоа што над 60% направивме инпут во однос на минатата година, значи 2021-2022 некаде околу 10 милиони е разлика во приходи на јавно предпријатие и тоа допринесе да ги раздолжиме и дел од старите долгови. Значи, минатата година се што значеше долг за јавно предпријатие Куманово паркинг е раздолжено. Петрушевски се надева дека предпријатието ќе продолжи да работи со позитивно салдо и ќе биде едно од најуспешните предпријатија во Куманово.